Поздрав до сите вас, почитувани, што вечерва дојдовме да ја проследиме и вечерашната тема, како што можеме да прочитаме иднината на планетата Земја. Кога читаме дневни вестници, иднината не е розова на нашата планета. Научниците предвидуваат дека нешто мора да се случи. Бидејќи човековата себичност и невнимание ги уништува ресурсите и се оно што е потребно за живот на ова наша планета. Но ние вечерва ќе видиме од библиска перспектива каква е иднината на ова наша земја на која ние живееме. Вселената упатува на единствениот Бог. Кога ние наблюдуваме Вселената, гледаме дека позади таа Вселена некој постои. Не е се случајно како што некој вела, туку постои Божја рака која тоа го создала и управува. Но Бог не е само заинтересиран за оно што се случува горе во Вселената. Тој е живо заинтересиран и за оно што се случува денеска овде на оваа планета. Зашто Бог е создал. Тој ги создал и луѓето и затоа е лично заинтересиран за тебе и за мене. Сегашната состојба на Земјата открива дека истекнува времето на оваа планета. Ова слика овде лево што може да ја приметиме, го гледаме овој човек како ја турка Земјата, планетата, а доле е провале, односно амбис. Дали навистина ние итаме со големи чекори кон амбисот, а за тоа и да не сме свесни. Ние малци покасно ќе видиме дека навистина тоа и се случува. Многу работи се случуваат, човекот како да не е свестен, иако тој самиот тоа го прави. Но денешната состојба на ова наша планета на која ние живееме зборува дека времето полека истекнува. Како еден песочен часовник. Сте видели оне песочен часовник? Озгоре песок и како инка, полека тече, но сигурно и последните зрнца на песок истекнуваат. Ајде на почетокот да читаме во Библијата, во Даниело 12 глава 4 стих. Тоа е еден пророчки текст или стих кој е напишан многу стотици години од нас денеска наназад. Меѓутоа, Бог, бидејќи Даниело бил пророк, му ја открил иднината. Еве што вели: а ти, Данаиле, пази ги во тајност овие зборови и запечати го овој книжен свиток до времето на свршетокот. Интересно, кога ја читаме книгата на пророк Даниел, а ние ќе ја учиме сега ова тремесечие, секој ден ова книга ќе ја проучуваме и ќе видиме дека навистина Бог на својот пророк му ја открива иднината преку оној голем кип. Се сеќавате кога читаме во втората глава. Меѓутоа, на крајот од оваа книга, од Даниеловата книга, Бог му вели на Данаило: во тајност чувај ги овие зборови. Но всушност во последно време тие ќе се откријат. И денеска ние навистина гледаме дека времето полека истекнува и нашата планета оди кон амбис. Но Бог нема да дозволи да таа наша планета исчезне. Зашто ако исчезне, ќе пропаднат сите Божи планови. И затоа Бог води сметка. Во минатото, малце да се позабавиме со историја, човекот бил во состојба да помине околу 38 км на еден час, и тоа на грбот на конјот. Ние сега ќе видиме како се развива науката во наше време или во минатото. Значи, многу одамна, луѓето немале превозни средства осен конјот. И како што овде некои пресметале, 38 км со јавање на конј, брзо одење или трчање на конјот може да помине. Меѓутоа, како времето одминувало, гледате сега ова состојба. Изненадување се појавува. Границите се едноставно шират или се прошириле. Овде имаме парна локомотива. Срушена е границата на брзината. 1830 година прва локомотива стапува на сцена. Таа локомотива толку била брза што може да се симнеш, да си наполниш вода и повторно да се качиш на неа. Сте гледали такви филмови, не? Тие старите филмови тоа го прикажуваат. Меѓутоа, сепак била брза за тоа време. Еве, значи, луѓето тука се качени, закачени повеќе коли и така натаму, но важно, во прогрес се оди напред. Границите сепак се шират и одат понатаму. 1903 година полетал првиот авион. И тој не бил многу брз. Неколку километри направил и паднал, односно се спуштил долу. Значи, немале кондиција, би рекле, толку долго да летат, но сепак науката оди. Значи, сегашната состојба на Земјата открива дека истекнува времето на ова планета. Ние се годиме историски од назад, подеме према наше време. Понатаму,
Срушена е, значи, границата на брзината. Брзините растат посебно во време на Првата и Втората светска војна. Ако ја земете историјата, и ќе видиме како се војувало во Првата светска војна. Којни влекле топови, така? Едноставно ископани ровови и пукаат едни против друг. Војните тогаш се воделе надвор од градските средини или од селата. Таму во полиња, во шума и така натаму. Значи, цивилите и многу не гинеле, зашто таму се воделе битките или војните. Меѓутоа, кога гледаме Втората светска војна, се појавуваат топови, помодерни, тенкови, брзи, или хаубици, или други средства за водење на војна. Значи, полека брзината расте напред. 1945 година срушена е границата на звукот. Што се случило? Брзината го пробива звучниот ѕид на атомската енергија. Гледайте како прогресивно одиме напред. 1957 година ракетите и сателитите ја пробиваат земјината атмосфера на патот кон Вселената. И навистина, ние кои сме повозрастните се сеќаваме. Првиот лет човекот беше упатен кон месечината. Иако некои не веруваат дека тоа е лага, но сепак званично е запишано дека човекот стапнал на месечината и направени се повеќе проби, покуша и подоцна. Меѓутоа, што се случува? Човекот достигнал брзина околу 38.000 км на час на патот кон месечината. Она што пророк Данило го кажал, а го читавме ние на почетокот во 12 глава, дека знањето, науката ќе се намножи кога? Во последно време. Што да кажеме од тие години наназад кои ги спомнавме и ова денешната 2020 година. Навистина, со големи чекори одиме напред. Повеќе од 1000% на раст нагоре. Замислете, 38 километри можел човекот со конј да јаве за 1 час да помине. А денеска за 1 час колку ќе се помине? Многу повеќе. Погледнете ова брзина. Со тие вселенски бродови кои се патуваат горе длабоко кон Вселената. Живееме во време на експлозија на знаење. Она што вчера сме го имали како апарат, дали компјутер, дали мобилен, денеска веќе застарен. Значи и овие што ги користиме, компјутери, техника, видеобимови, така натаму, прогресивно тоа оди напред. Едноставно не може да се, што се вели, да се стасе. Од 1945 година до 1960 година сето знаење се дуплирало. Значи, кога би луѓе од тоа време воскреснале и кога би ги поставиле да живеат денеска, тие можеби не би се снашле. Или нашите предци пред 50, пред 100 години. Замислете да луѓето кои тога живееле, сега да им дадеш мобилен телефон. Ке се збркат. Па и денеска некои не може да се така лесно снајдат, но како е да е, гледаме дека за овој период сето знаење се дуплирало. Експлозија на знаење. 90% од сите научници кои некога живееле, живеат и денес. Или нивната наука, или нивото пронаоѓање и денеска се проширува се повеќе и повеќе. Нашите експерименти и компјутери не одвеле подалеку од што сме биле подготвени да одиме. Вие постарите се сеќавате на лектира што ја читавме од Жил Верн. Светот околу, патувањето околу светот. Сеќавате, тоа беше научна фантастика во тоа време. Никако деца читавме, тоа беше нешто непоимливо за нашите умови. Денеска тоа е играчка. Замислете тие телескопи кои се така длабоки и силни, кои продираат во утробата на Вселената, се повеќе и повеќе. И денеска и најголемиот атеист ќе се посрами, кога ќе ги гледа тие слики кои се добиваат од Вселената. Дека некој постои позади таа сила која постои горе во Вселената. Дека не е така случајно. И на жалост се повеќе и повеќе срамежливо луѓето признаваат. Признава дека постои сила, некој е нарекол алфа или омега. Со нашите джиновски телескопи и вселенски програми бараме живот на другите планети, а се закануваме да го уништиме животот на Земјата, на жалост. И затоа, освен месечината веќе не е интересна за науката. Сега се сака да се стапне на Марс или на некои други откриени
вселенски планети, тамо да се пронајде живот, зашто животот нова земја на која ние живееме, на жалост, станува неподнослив. И затоа прашањето за вечерова постои и се поставува: каква е иднината на нашата планета? Дали е сеајна, розова или е лошо? Ние, ќе видиме низ ова предавање дека навистина, ако некој не каже доста е, ако некој не стави рака, не од човечка рака, туку ако Бог не се замеша, ние одиме во пропаст како планета. Ресурсите полека се трошат, исчезнуваат, водата, храната се загадува се повеќе и повеќе. Ако Бог не каже доста е, како што вели овде Библијата во Откровение во последната глава, кога Исус ќе каже се сврши, се очекува само што овој збор да го каже Исус. И тогаш навистина ќе дојде крајот. Но дотогаш ние се уште ќе живееме на ова земја и се уште треба да бидеме мотивирани нашата вера да ја насочиме целосно кон Господа. Луѓето денеска се исплашени за својата иднина и тоа со право, зашто ние не сме слепи. Денеска информациите како молневито се шират. Ако нешто се случи овде во Кавадарци, брзо ќе се разбере во Австралија, во Америка или на останатите континенти. Еве што кажал апостол Лука за она што луѓето во ово време ќе го чувствуваат. Текстот вели: ќе има знаци на сонцето, на месечината и над звездите. И во Мати 24 глава дословно ова е опишано. И ние подосна малце ќе спомнеме некои детали. Понатаму вели: на земјата народите ќе бидат опфатени од страв и збунетост, од бучењето и од морските бранови. Луѓето ќе премираат од страв, од исчекувањето на она што ќе го најде светот, зашто небесите сили ќе се затресат. За овие ставки што се овде ставени може вечера да зборуваме долго и на широко. Навистина, нас вечера само не интересира ова зборче, ќе го споменеме страв. Луѓето денеска со страв легнуваат, со страв стануваат. Зошто? Не знаат што може да се случи. Не само што може земјотреси да се случат или некои други трагедии. Ова е пророштво кое Бог го кажал пред 2000 години преку своите апостоли и денеска, почитувани, тоа се исполнува во наше време, во овој 21 век. Понатаму, еве што вели текстот. Нашите експерименти и компјутери не одвеле подалеку од што сме биле подготвени да одиме. Значи, едноставно, понекој самите се изненадуваме што сега и како да се снајдеме. Но, од друга страна, луѓето сакаат да ја дознаат иднината. Или, едноставно, не сакаат целосно да ја дознаат. Некои одат по хороскопи, некои читат разни, одат кај бајачи, гатачи да им ја откријат иднината, но сепак, кога одиме длабоко во иднината, ако сакаме да зарониме, луѓето велат: не ме интересира тоа. Кога им зборуваме дека ќе дојде Исус, кога им зборуваме дека ќе дојде крајот, некои се плашат и велат: подобро да не ја читам Библијата, подобро ми е вака да живеам. Но, на жалост, тоа не е добро. Зошто? Затоа што во последно време, вели апостол Петар, ќе се појават подигрувачи, кои со своите подигрувања ќе одаат по собствените страсти и ќе велат каде е ветувањето за неговото доаѓање. Зашто откако умреа татковците, се стои така, како од почетокот на создавањето. Ке има и такви, и има подигрувачи. Нашите предци верувале во Бога, сега се покојни можеби. Ние како генерација, па после нас и така генерации доаѓаат и се заменуваат. Некои велат ништо тоа нема. Меѓутоа знаеме дека Бог не го мери времето со часовник, со календари како нашите. Бог има свој стил или мерач на времето. Наше да веруваме и да чекаме. Зато ние сме чекатели. Но пророштвото вели дека во последно време ќе се појават и такви подигрувачи. И тоа е знак дека ние сме во последно време. Кога некој ќе ти се насмее, кога некој ќе ти префрли, кога некој ќе ти рече ништо тоа нема, Господјо, или Господине, што читаш, што проучаваш. Може би некој ќе го цитира текстот од Стариот Завет кој вели да јадеме и да пиеме, зашто утре ќе умреме. Некои се претварат во филозофија само да јадат и да пијат и да умрат. Меѓутоа човекот не е создаден само за тоа. Ние и понатаму ќе јадеме и ќе пиеме. Ништо тоа не ни смета ако ние веруваме во Господа на начин како што тој вели. Но оние што се подигруваат, на жалост тие се подигруваат на своја сметка. Но тогаш
Кога таа генерација на подигрувачи, како во времето на Ное, кои му се подсмевале, кои го правиле дека е луд, дека нешто не е во ред со неговата психа, тие подосна тропале на вратата од големиот чамет, односно од големиот брод кој го Ное направил и сакали и го молеле да ми отвори, но Ное го изгубил клучот. На жалост, не можел да ми отвори, зашто и го немал. Видејќи самиот Бог вели, вратата ја затвори и ангел Господов ја запечатил. Ке дојде време кога тие подигрувачи ќе тропаат на црковните врати, да дојдат се помолат, но нема кого да најдат. Вратите ќе бидат заклучени, зашто Исус ќе каже свршено е. Но Лука вели, пред малце читавме дека луѓето ќе умираат од страв, а текстот продолжува. И тогаш, кога ќе умираат од страв, значи, кога ќе бидат збунети, кога ќе гледаат дека нивната земја, планета оди во амбис, тогаш вели текстот ќе се појави или ќе го видат човечкиот син, како доаѓа на облак со голема сила и слава. А кога ќе почне да се случува тоа, исправете се и подигнете ги вашите глави, зашто се приближи вашето избавување. Ова слика што уметникот ја нацртал, почитувани, некаде го доближува тој настан, таа сцена, таа гледка на второто Христово доаѓање. За некој ден луѓето ќе го слават доаѓањето на првото доаѓање на Исуса Христа. Божик, неговото раѓање. На жалост се сеќават само еднаш во годината, но Христос ќе дојде сега некако беспомошно бебенце, кој ќе зависи од заштитата на Јосиф и на Марија. Исус сега ќе дојде како цар на царевите, како господар над господарите, во присуство на мноштво ангели. Но овде текстот вели да не се ни уплашиме, туку да ги кренеме своите глави, зашто се приближи нашето или вашето избавување. Исус тоа го ветил, дека во последно време или во време на чекање, срцата наши ќе бидат вознемирени. Во времето на чекање ќе дојде и страв, ќе има земјотреси, ќе има војни, вели текстот. Исус вели да не се вознемирува вашето срце. Верувајте во Бога, верувајте и во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев, зашто одам да ви приготва место. И кога ќе отидам и ви приготва место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. По тој пат што Исус поминал, тој пат е безбеден. Исус го обележал со својата крв и затоа не мора да лутаме. А ако се одлучиме да го следиме Христа, тој пат ќе не однесе до Исуса, до неговото прибивалиште. Исус ќе дојде по својот народ и вели ќе ве земам и вие да бидете каде што сум јас. Знаеме дека кога Исус се вознесуваше од оваа земја, имаше десетици присутни луѓе. Исус не се вознесе во тајност, да ги зел таму 12 апостоли и да им каже, ајде, пријатно, заминувам јас. Исус не сакал тоа да остане како некој шубе, како некоја празнина во срцата на учениците. Тој сакал да неговото заминување биде видливо и посведочено и од ангелите и од присутните. И еве, надвор од Ерусалим, Исус ги повел. Замислете некоја полјанка таму. Трева, убаво, зелено. Исус се збогува, се поздравува и вели, пријатели, јас мора да заминам. Мојата мисија заврши. Но немој да плачете, немој да тагувате. Јас нема да ве заборавам. И текстот вели, кога гледа кон небото. Буквално така било. Ово уметникот го напишал врз основа на извештаите од Евангелијата. Вели, Исус почна да се вознесува. Еден облак го зеле. Еден писател вели, ангелите го повеле Исуса горе. Иако двајца ангели, претворени во мажи, ги приметиле присутните ангелите, кога тие зборувале и кога гледа кон небото, додека тој се вознесуваше. Ете двајца мажи во бела облека, тоа биле ангели Господови. Мажи, за да бидат приметени од страна на присутните, ангелите пошлале да им зборуваат. Мажи галилејци, а тука имало и жени, имало и други луѓе, но сепак мажите се во прв ред. Зошто стоите и гледате во небото? Ово Исус, кој од вас се вознесе во небото, ќе дојде така, како што го видовте, да оди на небото. Интересно, учениците гледале, присутните гледале, Исус полека
и мафта со раката. И додека очите може да го приметуваат тие мафтале, како одите на аеродром и авионот се полетува и вие го гледате и таму некаде, после неколку минути исчезнал во облаците. Така Исус се вознел. Но со чврста вера учениците продолжиле да ја проповедат веста за неговото второ доаѓање. И затоа денеска имаме ние знаци кои го најавуваат неговото второ враќање. Посебно читајте ја книгата од Матеја, првото Евангелие, 24 глава. Таму ќе најдеме знаци на времето кои тоа го покажуваат. И ова што вели овде, сега одиме во Тимотија на апостол Павле, а ова знае го во последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат саможиви, сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, бесни, непомирливи, издајници, клеветници, жестоки, непријатели на доброто, надуени, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од низината сила. И Павле вели, отклонувајте се од нив. За секој од овие ставки може посебно да зборуваме и проповед да направиме. Но сепак, овие десетици и повеќе има тука скоро 20 особини или карактеристики на генерацијата кој ќе живее пред второто Христово доаѓање. И може ние се сложиме за секој од овие напишани. Хулители. Зарем нема горделиви луѓе? Зарем нема деца непокорни на родителите? Зарем има неблагодарни, безприродна љубов, вештачки, бесни, клеветници, надуени? Сите тие кои ги спомнува Павле, вели, имаат маска, имаат изглед како да се побожни, но вели, отклонувај се од нив, зашто тие немаат сила, тоа го прават со своја сила, а не со Божја сила. Ајде одеме сега и да направиме еден пресек на Евангелието Матеј 24 глава. Лаги во религијата. Еве што вели Исус. Таму кога седел на Маслинската гора, дошле неговите ученици, наша му и му рекоа, Исусе, кажи ни барем нам, ние сме ти најблиски соработници, кој ќе биде знакот на твоето доаѓање? Кој ќе биде крајот на светот? Па зар и нас тоа не интересира, почитување? Сигурно и ние како христијани сакаме да пронајдеме во Библијата барем некој текст, некоја слика која ќе ни каже дека Исус ќе дојде 2028 година. Порано тоа луѓето многу ги интересирало. И некои постари луѓе велат, во Библијата пишало 1900 и, помени 1900 и нема. Некои мисли дека тоа ќе се случи 2000 година или 2001 година. Ете и тоа не се случи. Зато да не се вразуваме за години, за датуми. Исусовото враќање никој не го знае. Но наше е да ги пратиме знаците, за да бидеме подготвени, зашто неговото доаѓање може да биде изненадно. Секако, ако ги пратиме знаците, нема да бидеме изненадени, зашто ќе се подготвиме на време да го дочекаме нашиот Спасител. Овде учениците го прашуваат, Исусе, кажи ни, кој ќе биде знакот? Исус вели, односно Павле тоа го кажува, пред малце го читавме, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од низината сила, одстранувај се од нив. Значи, ке има во последно време побожни луѓе под наводници, кои ќе покажуваат таква особина дека се Божи следбеници, а во силата се, вели Исус, ги нарекува варосани гробови. И затоа ние, почитувани, мораме индивидуално, лично, да ја читаме Библијата, да не се подпираме на водачи, зашто водачите може да не однесат лево или десно. Секако, се оно што водачите го зборуваат, треба да го провериме преку призмата на Библијата. Понатаму насилство и омраза. Има ли денеска насилства? Има ли омраза? Одете само еден ден околу судот, шетајте и ќе видите колку луѓе влегуваат и колку излегуваат. И прашајте ги зошто сте внатре. Затоа што се мразат, љубомора, завист. За една педа земја се тужаат со години. И ќе умраат и делото се уште не завршило. Значи, насилство. Погледнете ги денеска улиците на големите градови. Насилства насекаде. Така им текнало на група на млади. Ги палат контейнерите, уништуват се пред себе. И никој не ни може, велат. Меѓутоа, повторно тоа го плаќат нивните родители или од даноците кои се плаќат на државата.
Значи насилство во домот, насилство на улица, насилство на работа, насекаде. Тогаш мнозина ќе се соблазнат и едниот ќе го предава другиот, и едниот ќе го мрази другиот. Замислете, ова ќе се случува во семејството. Тука блиски роднини пријатели ќе се мразат, вели, еден со друг, ќе се предават, на судот ќе сведочат лажно, од некој интерес, секако тоа ќе го направат. Неморал. Ќе се понови гледката или сликата на времето од Ноe. Ајде да прочитаме што кажува Исус во Матеј 24 глава. Како во Ноевите денови, така ќе биде и пред доаѓањето на човечкиот син, зашто како во деновите пред потопот јадеа и пија се жени и се мажија до денот кога Ноe влезе во ковчегот и не знае додека не дојде потопот и однесе се. Така ќе биде и доаѓањето на човечкиот син. Значи времето и сликата ќе се повтори од предпотопниот свет. Непомирливи, понатамо вели Павле, клеветници, невоздржани, жестоки непријатели на доброто. Гледате, ќе бидат непријатели на доброто, не на злото. Ајде да бидеме непријатели на злото, меѓутоа на доброто ќе бидат непријатели. Додека овој свет оди кон крајот, нема друг, почитувани, излез освен Христовото доаѓање. Постојат организации како што се Обединетите нации. Тоа е најголема, највисока установа во светот, каде што се скоро членови сите држави од планетава Земја. И таму имат своји представници, и тие заседаваат и донесуваат одлуки да се воспостави мир таму, овамо. Гледате сега што се случува во Ирак, Иран, Палестина, Израел. Тоа е како тенџере кое врие, само што не експлодирало. Се заканува нова војна. Слушнавте денеска, вчера, што се случи со еден од водачите. Беше убиен и сега е зоврено таму. Знаците тоа го покажуваат. Војните биле, се и ке бидат. Но денешните војни се многу разорни, зашто се водат од кабинетите со копче, се притиска и ракетата паѓа и гинаат не само војници, туку и цивили, невини души. И затоа многу одамна тоа го кажал Исус, ке слушате војни и гласови за војни. Пазете да не се уплашите, зашто тоа треба да се случи. Но уште не е крај, вели текстот. Зашто ќе се дигне народ против народ, царство против царство, и кима и глад. Ние живееме, почитувани, во време кога навистина земјата се тресе од војни. И ние овде може не сме го тоа така почувствувале, нови краеви, но замислете тие луѓе кои е како Сирија. Знаете колку години таму има војна? Години и години. И затоа бегалците бегаат наваму, барат уточиште, барат спас, таму кај што е помирно. Меѓутоа, ете, таму, таа библиска земја, да кажеме, Сирија, која се спомна во Библијата, Дамаск, денеска е упориште на најголемите војни кои се водат во светот. Катастрофи во природата. Пред неколку седмици Албанија беше згрозена со тој земјотрес. Загинаа десетици и десетици луѓе. Никој не знае од нас вечера што може да се случи. Одиме на спиење и може да затресе. И за неколку минути или секунди. Она што луѓето го граделе со години, цел живот, може да падне, да се сруши. Не само зградата, туку гинаат и луѓе. Згаснуваат човечки животи. Значи, живееме сега во време кога нашата земја се тресе, некој рекол како пијан човек. Има глад и помори. И земјата ќе се тресе. Не тука и таму, по целиот свет. Секојдневно има по десетици, стотици потреси. Може би само ние не ги чувствуваме. Има апарати кои тоа го бележат. Меѓутоа, сепак, земјата се тресе, вели, како пијан човек. Катастрофи во природата, земјотреси, торнада, циклони, криза во општеството, се тоа се елементи, знаци кои укажуваат, почитуваме, дека ние полека одиме кон завршницата. И днината на нашата планета не е добра, не е розова, но сепак Бог ќе го каже крајот. Понатаму, уште еден знак кој го наоѓаме во Матеј 24 глава, недостаток на гориво и храна. Кима глад и помор и земјотреси на разни места. Понатамо,
Текстот вели во 21 глава, 28 стих во Лука, ако ќе почне да се случува тоа, исправете ги главите или подигнете ги главите. Исправете се и подигнете ги главите, зашто се приближи вашето спасение. Значи сите тие знаци кои ги спомнавме, не треба нас да не уплашат, па ние сега се повлечеме, туку да не охрабрат, да издржиме на тој пат по кој сме тргнале. Затоа што тоа се знаци кои го најавуваат. Знаете, кога чекате воз на железничка станица и тој таму одговорниот преко разлаз вели патничкиот воз тој број ќе стаса за 5 минути. И ние веќе сме подготвени да се качиме. И кога ќе слушнеме сирена, звук или глас на локомотивата, ние велим ете го доаѓа. Овие знаци, почитувани, се аларми звона кои го најавуваат Христовото доаѓање. Но наше не да се оплашиме, туку да се приготвиме. Како на ноќ, кога Мојсија им рекол на израелците во Египет, наполнете ги вашите ранци, земете зеле и јагне испечено, јадете и биете подготвени, опашани со вашите појасеви. И кога ќе слушате глас, сите излезете надвор и упатете се кон ветената земја. Тоа се знаци кои ни укажуваат, ние треба да бидеме препашени, да бидеме подготвени. Не да кажеме, мојот Господар нема за долго да дојде. Ако така одеме со таа филозофија, може да не задесе смрт, може да не задесе земјотрес или нешто непредвидено и животот да ни згасне, а не да бидеме неподготвени за средба со Христа. Затоа текстот вели, Лука вели, ако ќе го слушнете сето тоа, кога ќе читате за тоа, исправете се, подигнете ги главите. Нашите глави не треба да бидат насочени кон земјава, зашто на земјава ќе најдеме болки, ќе најдеме страдања, ќе најдеме проблеми, ќе најдеме смрт. Но ако гледаме горе, нашата иднина е горе, кон небото. Кога ќе се соочиме со неволи, кои порано не биле, треба да сватиме дека неволите се составен дел од нашиот живот на оваа земја. Даниел пишува, а во оно време ќе стане Михаел, големиот кнез кој ги штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на страдање какво немаш откако се луѓето па до тоа време. Значи, кои ќе дојдат неволи, проблеми, не треба да сватиме, не треба да размислуваме дека сме сами. Ќе се подигне или ќе се појави Михаело. Кој е тој Михаел? Тој е второто име за Исус Христос. Исус ќе се бори, како што Даниело бил збунет и таму на реката Улаја, гледајќи ја сликата за иднината, за неговиот народ, се тресел, уплашен, цела ноќ не спиел, но се покажал таму Михаел. Дошол Исус да му каже, Даниеле, биди спокоен, немој да се плашиш, пророштвото е јасно и гласно за твојот народ, дека ќе дојде ден, повторно ќе се вратите назад во својата земја. Ќе дојде Исус, почитувани, ќе се бори за својот народ. Тој ќе го поведе народот. Ако народот пропадне Божи на оваа земја, тоа ќе пропадне сета Божја филозофија за спасение на човекот. Тоа што второ Христо доаѓање и сите ветувања ќе пропаднат, ќе се слушат како кула од карти, но затоа кога ќе се соочиме со било какви неволи проблеми, Исус самиот ќе се бори, како што Исус дошол да го воскресне Мојсија. Сеќавате во посланието на Јуда што пишува. Мојсија после неколку денови или седмици треба да воскресне. Доаѓа Исус да го воскресне, но се појавил таму и ѓаволот, сатаната, и вели, не Исусе, Мојсија е мој. Зашто тој направи еден гест кој не беше според твојата волја. А Исус му вели, остави го тоа. Мојсија се покае, тој е мој човек. И Исус го воскреснува Мојсија. И според Библијата, Мојсија денеска се наоѓа на небото. Исус ќе дојде да се бори, да се заложи, да се заземе за секој од нас. Ке бидат времиња тешки. Не треба тоа да не уплаши, туку да не охрабри, да останеме на патот кон Христа. Избавувањето ќе дојде за оние кои се запишени во книгата на животот. Знаеме дека постојат 3 книги според Библијата. Книга на животот, книга на смртта и книгата на добрите дела. Можеме да добиеме ново утро. Оно утро кога Исус ќе дојде. Гледате ова фотографија како уметникот ја нацрта. Овај символ за уништувањето. Земјата е отворена,
и луѓето паѓаат. Тој е тој пекол наречен пекол оган. Пекол, знаеме, ќе биде овде, кога Исус ќе дојде по оној трет пат, кога ќе дојде со Ерусалим и спасените, и кога Исус ќе каже, создавам ново небо и нова земја, и сите кои не се горе со Исуса, сите кои останале на земјава, живи и оне починети кои ќе воскреснат, земјата, вели, ќе биде изгорена, Бог ќе пушти оган од небото, и тоа е готово. Тоа е втората смрт, која е за секогаш. Меѓутоа, може тоа да го избегнеме, почитувани, денеска, ако останеме верни, ако го следиме Исуса Христа. За оние кои го одбиле Христа, тоа ќе биде крај во смртта. Но оние кои останале верни, ќе биде еден нов почеток. Еве што ќе се случува во тоа време кога Исус ќе дојде нова земја. И земните цареви, и големците, и војсководците, и богатите, и силниците, и секој роб, и секој слободен се сокрија во пештерите, по горските камењари, велејки на горите и на карипите. Зошто се сокриле? Ако биле христијани, ако го чекале Христа, ако се молеле, ако ги почитувале празниците, како некои денеска што ги почитуват, мислејќи дека на тој начин ќе го умилостиват Бога, или ако клечат со часови, со денови. Зошто сите тие, гледате каква категорија на луѓе се офатени? Големи луѓе, цареви, војсководители, богати силници. И секој роб, значи сиромашните, секој кој е слободен, се сокрие во пештерите и во горските камењари. Зошто? Да не го гледат лицето на оној кој доаѓа. Паднете на нас и скриите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев и кој може да се одржи? Кој е тој почитувани што ќе седи на престолот? Кој седи на престолот? Па самиот Бог и самото јагне, овде пишува, јагнето е символ за Исуса Христа. Тогаш ќе биде тешка осветата Божја. Тогаш ќе се исполни она пророштво што пишува во Откровението во последната глава, кој свет, нека остане свет, кој пога нека биде и понатаму. И тогаш и да сака Бог да им прости на луѓето не може, зашто вратата е веќе затворена, како Ное сакал да им отвори, претпоставам како човек, од човечки чувства. Може би тука били некои браточедовци, некои роднини, пријатели, вујковци, тетки, стрини, тропали и рекли, Ное, отворени Ное. Па те чувавме, Ное, како бебе те чувавме, знаеме кој си Ное, ти помагавме, ај сега ти покажи, ако си христијан, отворени, притисни тамо копче. Не можел Ное ништо да притисне, никакво копче, немал ниту квака, немал ниту клуч, зашто ангелот ја затворил вратата. И тоа ќе биде време, како што вели на друго место текстот, крцкање на заби, кога луѓето ќе немат повеќе можност да се покајат. Ќе има да се кајат, но нема кој тоа кајање да го прими. И затоа, почитувани, ајде да му веруваме на Бога, за да ги избегнеме овие сцени, да избегнеме оваа слика. За оние кои го прифателе и следеле Христа, тоа ќе биде нов почеток. За оние кои го одбиле, ќе биде за секојаш губење. Текстот вели, и ќе рече во оној ден, ете, ово е нашиот Бог, во Него се надевавме, Тој не спаси, Тој е Господ во кого се надевавме. Може да бираме вечерва. Дали ќе бидеме во ова група? Видите колка е шаролика ова група. Од сите категории на луѓе ќе ги има. Но тоа ќе биде голема група, мноштво вели којат по широкиот пат. Тоа ќе биде група која на жалост ќе останат за секогаш нова земја. И таа наука која денеска зборува дека после смртта душата оди горе, не е библиска, таа е сатанска. Сатаната сака да им овозможи на грешните по пат на смрт да отидат повторно горе во рај, на небото. А Библијата тоа не го потврдува. Грешите за секогаш ќе останат овде. Тие ќе бидат уништени за секогаш. Не во свесна состојба, туку ќе бидат за секогаш, како вели таму пророк Малахија, ќе ги газиме како пепел, гранките и коренот, за секогаш ќе бидат уништени. Но може почитуваме да се најдеме и во ова група, она позитивната, она група која ќе кажат, ќе погледнат кон исток, од каде Исус ќе дојде и ќе речат, еве го нашиот Господ, во Него се надевавме, Тој не спаси, Тој е Господ во кого се надевавме. Смрт или нов почеток? Во која група ќе се најдеш? Секој за себе вечер нека одговори. Дали ќе се најдеме во првата
или во втората. Во она група која ќе кажат, еве го нашиот Господ кој го чекавме, или она другата група која ќе каже, паднете гори и планини, да не го гледаме лицето на оној кој доаѓа. Господ нека не помогне, почитување. Нека не благослови, да се охрабриме и гледајќи преку призмата на нашата планета, да не се уплашеме. Иако одиме кон катаклизм, одиме кон самоуништување, Бог нема да дозволи ова планета да исчезне. Бог ќе стави рака своја. Но кој ќе стави рака, во која група ние ќе се најдеме? Изборот е наш. Во смрт или во нов почеток. Господ нека ни помогне да секој од нас се одлучи да бидеме во она група која ќе кажат, еве го нашиот Господ кој го чекавме. Нека ни Господ помогне тоа да се оствари во нашиот живот. Амин.